Денеска православната црква ги празнува третиот ден Педесетница, преподобниот Симеон Столпник Дивногорец и светиот маченик Мелети Стратилат. Преподобниот Симеон Столпник Дивогорец. Овој прекрасен светител се родил во Антиохија во 522 година, во времето на царот Јустин Постариот. Татко му загинал од земјотрес и тој останал сам со мајка му Марта. Во 6-та година од животот се оддалечил во пустината кон некој духовник Јован, под чие раководство се предал на голем испоснички и молитвен подвиг на восхит на сите оние кои го виделе. Претрпувајќи ги страшните искушенија од демоните, тој примил од Господа и од неговите ангели голема утеха и благодат. Господ Христос му се јавил во вид на прекрасно момче. И по тоа видение во срцето на Симеон се разгорела голема љубов кон Христа. Многу години поминал на столбот од Бога, молејки се и псалми пеејки. По Божјо упатство се оддалечил, потоа отишол на гората наречена Дивна од самиот Господ. Под името на оваа гора и самиот Симеон е наречен Дивногорец. Сходно на неговата љубов кон Бога, му била дадена ретка благодат, со помош на која ја исцелувал секоја болест, скротувал зверови, продзирал во далечни краеви на светот и во срцата човечки, излегувал надвор од себе и ги гледал небесата, разговарал со ангели, ги плашел и ги растерувал демоните, прорекувал, живеел понекогаш по 30 дена без сон и уште подолго без храна, примал храна од рацете на ангелите. На негово потполност се исполниле зборовите на Спасителот. Кој верува во мене, делата што ги вршам јас, и тој ќе ги врши, и поголеми од нив ќе врши. Во летото Господово, 596-та, а во 75-та година на својот живот, му се представил Симеон на Господа, вечно да се насладува од гледањето на лицето Божјо заедно со ангелите. Светиот маченик Мелети Стратилат и 1218 војници со жените и децата. Обвинет бил за разорување на незнабожечкиот храм во времето на царот Антонин. Прикован на дрво, Мелети ја испуштил својата света душа. Со него пострадале и многу војници, кои што биле под неговата наредба, а не сакале да се одречат од Христа својот Господ. Сите чесно пострадале во вториот век и се преселиле во царството на Христа Бога.